Иако штипските основци го препознаваат врсничкото насилство, сепак кај нив се уште владее стравот од негово пријавување, тврди психологот Деспина Стојановска. И може би треба малку да се охрабрат за да го пријават истото кај надлежните или кај некој возрасен во кого имаат доверба. Тоа може да е член од семејството, некој од училиштето, дали е психолог, класен раководител. Меѓутоа охрабрувачки е дека го препознаваат насилството. Затоа на денешната средба со штипските основци, таа и нејзините колеги ги дадоа овие насоки и совети со цел да ги охрабрат и да го пријават врсничкото насилство. Насоките се претежно во тоа да ги препознаваат вистинските вредности во рамки на другарство, соработка. Многу зборуваме за емпатија и за тоа како да се помогне кога некој се наоѓа во некаква неволја. Наспроти сите оние однесувања кои за жал ги гледаме често, а тоа е да на штета на другиот некое детенце се истакне себе си преку негативна спрега на однесување. Во рамките на кампањата на Мак Петрол за намалување на трендот на врсничкото насилство, со кого Штипската општина има подпишано меморандум за соработка, тимот од дефектолози, психолози и психотерапевти отворено зборуваа со овдешните основци за оваа горлива тема. Кампањата е започната од октомври минатата година. Што говорат искуствата досега? 7 месеци се поминати. Многу често добивам повратна информација од училишните персонали. До сега околу 6500 деца ја поминаа работилницата, дека остава еден интерес кај децата, дека отвора некои нови начини на размислување и навидување. Не можам да кажам дека врсничкото насилство е намалено, меѓутоа можам да кажам дека мотивирани се психолозите, педагозите во училиштата активно да работат на надминување на истото.